29 јули 24 година, пладневна изјава снимена пред 14 часот. Во текот на денешниот ден на територијата на државата имаме 20 пожари до сега. Од нив изгаснати се 10, 2 се ставени под целосна контрола, додека 8 се уште се активни. За жал, состојбата се менува од минута во минута и постојано избиват нови и нови пожари. Пожар со кој што денес водиме жестока битка е пожарот на територијата на општина Македонски Брод во насока на ловишето Јасен, пожар кој што се провлекува повеќе денови. Како поддршка на локалните пожарникари, денес испративме и 25 припадници на единицата за брзо распоредување на МВР, како и 30 припадници на македонската армија. Воедно, на потегот на овој пожар, во текот на утрово дејствува и 3 трактори на дирекцијата за заштита и спасување. За жал, на некои места гори и квалитетна борова шума. Наредниот тежок пожар се наоѓа на територијата на општина Кочани, денес се наоѓа во аторот на село Главовица. Овде утрово испративме 2 хеликоптери, 1 полициски и 1 армиски, кои што помагаа на локалните пожарникари, но меѓу другото имаме и припадници на национални шуми, како и неколку доброволци пожарникари од Кочани. Третиот тежок пожар е на територијата на Демирхисар, на Илинска планина, кој што е активен веќе неколку дена. Денес се наоѓа помеѓу селата Слоештица и Брежани и Плаке. Утрово таму исто така дејствувавме со 3 трактори на дирекцијата за заштита и спасување, 4 локални пожарникари, но поддршка дадоа и 22 вработени во јавното предпријатие Национални шуми. Истовремено се користат и градежни машини за да се направат така наречени противпожарни пресеки, односно појаси. Четвртиот пожар е на територијата на општина Прилеп, изби попладнево, некаде моментално се наоѓа во аторот на селото Радобил. Испратени се локалните пожарникари од Кавадарци, како и припадници на јавното предпријатие Национални шуми. Во овој момент гори ниска вегетација и деградирана шума, но постои опасност овој пожар да влезе во квалитетна дабова шума. Наредниот пожар, кој што исто така е исклучително тежок за гасење и сериозен пожар, се наоѓа на територијата на општина Старо Нагоричани, кај селото Малотино, каде што во гаснењето покрај локалните пожарникари учествуваат и 4 лица од Национални шуми. Следен пожар е на територијата на Битола, кај селото Братиндол, каде што гори сува трева и во секој момент истиот ќе биде изгаснат. Нареден пожар изби на територијата на општина Гази Баба, кај Идризово, во близина на фабрика Пилко, каде што дејствува Скопската противпожарна бригада и верувам дека набрзо ќе биде изгаснат. Уште еден потежок пожар имаме на територијата на општина Липково, кај село Никуштак, каде што моментално гори депонија, но постои опасност да се прошири на локалната вегетација. Локалните пожарникари се обидуваат да воспостават контрола врз оваа депонија, која што често се случува да биде запалени да биде предизвикач на други пожари на отворено. Под контрола се двата пожари и тоа кај Серта во долниот дел, кај Штип кој што се движеше од војниот полигон Криволак во насока на реката Брегалница, како и еден пожар во Делчево каде што гореше депонијата. Изгаснати се 10 пожари, нив ќе ги добиете во вид на пишана порака во Вибер групата на ЦУК. Значено да напоменаме дека на повеќе локации денес од страна на градоначалниците е побарена воздушна поддршка, но во овој момент на располагање ги имаме 3 трактори на ДЗС, како и 2 армиски и 2 полициски хеликоптери, но поради нивните ограничувања, ние не сме во можност истовремено да ги спратиме на сите локации. Затоа апелирам и до градоначалниците и до локалните територијални противпожарни бригади да се фокусират меѓу другото и на користење на градежна механизација, бидејќи истата е исклучително корисна за правење на така наречени противпожарни појаси или пресеки. Апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни, бидејќи бројот на пожарни повторно станува алармантен, а не очекува и понатаму топло време, без врнежи, со исклучително сува вегетација, а на сите овие услови за појава на пожар негативно дејствува и ветрот, кој што дува речиси секојдневно, на некои места послабо, некаде појако. Ветар кој што дополнително го отежнува гаснењето на пожарите. За жал, пожарите не се одвиваат само на територијата на Македонија. Пожари имаме насекаде на Балканот, големи пожари имаме и во Грција, Турција, големи пожари имаме во Калифорнија, во Соединетите Американски држави. Гори насекаде, уште еднаш апел до сите граѓани, но апел и до оние
граѓани кои што имаат викендици или куќи во полунапуштени или напуштени села кои што ги користат како викендици, најбрзо што можат да изработат така наречен мек појас околу сопствените викендици, бидејќи во овој момент, додека снимам оваа изјава, веќе имаме опасност да бидат зафатени неколку стари куќи во неколку македонски села. Значи, убаво е кога сопствениците на овие осамени куќи би направиле мек појас кој што би спречил дури при појава на пожар огно да дојде непосредно до самата куќа. Со повеќе информации ќе се јавам од лице место од еден од најтешките пожари за повеќе од еден час сметано од сега.